Требаше ли Скопје 2014 како проект на тогашното раководство на ВМРО? Знаете како? Не можете сите историски личности од Балканот да ги соберете во услови кога Балканот е наелектризиран за историја да им направите споменици во Скопје. Не оди таа работа. Мицковски го води последниот мандат како председател на ВМРО ДПМН, многу пати во јавноста името на Александар Николовски се слуша како можен наследник на позицијата председател на партијата. Имате такви амбиции или би прифатиле ли таква позиција? Секогаш кога на ВМРО ДПМН ќе му се случат овие два феномени, а тоа е корупција, оддалечување од прозападните вредности, во ВМРО ДПМН има криза. Тоа почна 2011-12 прв пат да се јави. Не беше така видливо, но почна да се јави. Кој беше предводник на тој процес? Па тој кој што 2018 го исклучивме од партијата. Јас не се слагам со една теза, иако сум релативно млад, која што ја има во дел од општеството дека цело време нови и млади луѓе се потребни во политика. Мислам дека е погрешна, затоа што кога фали искуство во политика, тоа што се прават грешки. Колку години имаш? 22. И мене така мајка ми на 22 години, тој станал пратим на 23, ме донесе овдека, ме остави и ми рече чекај ме да се вратам и да те земам. Но точно е дека за актуелната политичка елита во Бугарија имам негативно мислење, затоа што мислам дека ова што го прават како политика целосно ги руши односите меѓу двете држави со честни исклучоци и создава еден отпор кај македонскиот народ кој што генерации ќе се потребни утре да ја смени Бугарија политиката, генерации ќе бидат потребни за да работите да се поправат. Добре дојдовте. Во неформално на Сител подкаст во ова издание разговарам со еден од највлијателните политичари на македонската политичка сцена во моментов, Александар Николовски. Добре дојдовте во студиото на Сител подкаст. Добре најдов и многу благодарам на поканата и благодарам на комплиментот. Многу ми навела така, дури најавите се дека ќе биде уште повлијателен Александар Николовски во идниот период, но ајде ќе разговараме за тоа подоцна. Александар, вообичаено во неформално на Сител подкаст правиме едно запознавање со гостите, по-неформално. Како Александар Николовски се доживува себе си? Кој е Александар Николовски? Прво, ако ми дозволите минута-две, еден вовед, сакам да дадам да се благодарам на поканата. Јас не сум кратко во јавен живот, сум ќе зборуваме подоцна од моите средношколски денови и скоро и да не се сеќавам да сум имал ваков неформален разговор, избегнувам, не е дека е случајно, туку е со намера и еве решив да малце по-неформално поразговараме. Благодарам на честа и се надевам дека ќе сме интересни, односно сега се сетив последно сум се појавил неформално кај вас на Сител. Мислам дека беше 2007 или 2008 година. Лила Филиповска имаше една емисија. Бев со еден тоаш познат фудбалер, за Вардар играше Брага од Бразил. Вардар тоаш и сега е добар, тоаш беше одличен. И некоја пејачка беше, но не можам да се сетам која и од тогаш не си имам во таков формат појавено, така што е после многу години драго ми е што ќе можеме малце и друга страна. Иначе во однос на прашањето, јас се доживам себе си како доста вака нормален обичен човек. Не можам да кажам нешто посебно или специјално кое што би ме издвоило. Наистина се така се доживам, сега не знам јавноста како ме доживува. Она што го знам од пријатели е дека многу често кога јас имам многу тесен круг на пријатели и не го ширам, горе-долу ми се исти од крај на средно и почеток на факултет. И се ќе дојдат со пријател и првата реакција е мислевме дека си многу поарогантен од ова што си. Таа линија на да ме доживува јавноста како арогантен стои во целиот мој политички живот. Се сеќавам кога бев во Унијата на млади сили, добив еден добронамерен совет тогаш дека малце над мене се однесувам и така натака. Не затоа што јас тоа го чувствував, но таква била перцепцијата. Така што во приватен живот сум и многу по-неформален и по-опуштен од ова што ме гледате во јавен живот. Политичката одговорност и сериозноста на позициите кои што сте ги извршувале. Рековте долго време во политиката со можеби млад политичар, но со сериозен политички багаж зад себе. Сега кога ја споменавте Лила, ако не грешам, тоа беше Звездена планета, емисија која што многу одамна одеше на програмата на Сител. Да ја поздравиме ако не гледа. Да, значи многу ретко зборувате за приватниот живот, а и ретко може да се прочита нешто. Ако добро паметам некоја фотографија од свадбата и тоа само со сопругата, информација дека добивте дете и тоа би било се кое што може да се прочита вака јавно за Александар Николовски, но ајде да тргнеме од почетоците.
Охриѓенец по потекло. Ќе трнем, ама и за ова да ви искоментирам. Ајде. Знам дека не сме ограничени со време, ми Не кажавте сме, не така што ние и за свадбата размислувавме со супругата, таа па воопшто не сака да се експонира. И решивме подобро да објавиме 3-4 фотографии отколку да летнат од нормално гости и така натака. И така ги селектиравме, иначе не сакавме ништо посебно спектакл да правиме од свадбата, за разлика од други кои што мислат поинаку. И окей, тоа е. А им тоа е кажавте нивно на право. гостите нема објавување фотографии? Не бевме така ригидни, и знам многу мина кои што објавија, сепак е тоа еден убав настан. Во јуни месец 2018 година правевме свадба. Синот се роди во мај месец 2023 година и нормално кога се роди јас поделивме веста, но се обидувам и него да го држам надвор од јавниот живот, до се не сме споделиле ни една фотографија и така ќе остане барем до неговата 18 година после негов избор. Така. Ајде сега за најраното детство. Реков Охриѓенец по потекло. Од каде точно од? Па нас потеклото ни е од Славна Деврца. Мајка ми е по потекло од Црвена Вода, позната во јавноста по волшебното Самарче. Тоа е магично село кое што случува волшебното Самарче, нема кој не ја прочитал, не лектира во основно, екранизираш Игор Джамбазов и навистина има една прекрасна серија, така што мајка ми е по потекло од таму, а татко ми беше по потекло од село Издеглавија, тоа е во Горна Дебрца. Значи, ако Црвена Вода е на Караорман планина, Издеглавија е во рамничарскиот дел, во полето, во горниот дел на Дебрца. И јас пораснав со тие револуционерни приказни, затоа што Дебрца и во Илинденското востание и во Втората светска војна игра многу сериозна улога. Најпознатиот македонски филм за Дебрца во Илинденското востание е Најдолгиот пат, каде што десетици луѓе од Дебрца се пуштаат на заточение во Дијарбакир, тоа е на границата со Сирија денес, и одат пешки до таму и се враќаат назад после во време на амнестијата, на уријатот, така што по потекло сме од таму. Кај татко ми беа 6 деца, кај мајка ми 4. Кај мајка ми после тоа се селат во Охрид, целата фамилија, само што се раѓа мајка ми и се селат во Охрид, мајка ми е четврто дете, најмало. А додека кај татко ми беа 4 сестри и 2 браќа, 3 сестри се во Скопје, една сестра и еден брат во Битола и татко ми во Охрид. Татко ми имаше завршено средно образование во Битола и после тоа се запознаваат со мајка ми и решаваат да живеат во Охрид, така што ова е вака една најкратка фамилиарна приказна, значи не има како семејство во Охрид, во Битола и во Скопје. Мене ми е Битола многу драга, многу ја сакам. Бевме сега за празниците во посета на семејството и навистина преубаво поминавме, така што секогаш кога одам во Битола, сега имам помалце време, кога бев помал одев многу повеќе, но навистина преубаво си поминувам и ми е многу драга и многу ја сакам, секако Охрид е на прво место, но и Битола е нешто што посебно ми значи. Добро, Охрид е бисер и сите оние кои што не живеат покрај езеро, помалку или помалку повеќе им завидуваат на оние кои што се израснати покрај езерото. Како беше да се расте во Охрид? Одлично, наистина одлично. Јас имав едно наистина прекрасно детство. Пораснавме на улица. Го нема сега тој живот, за жал. Пораснавме буквално на улица со другарите и летно време на плажа, се знаеше. Од таму некаде, зависно како ќе е времето, втора половина на мај или прва половина на јуни до септември. И не само за викенд, туку и преку недела, кој ќе завршија родителите со работа, се одеше на плажа. Тоа беше нешто што беше стандард. Малце кога подпораснавме, во Охрид доста се возат велосипеди, од причинава што ќе ја кажам. Прва работа што се прави кога ќе подпораснеш, мораш да научиш да возиш велосипед, од дома ти купуваат и после сам со другарите одиш на плажа со велосипед. Така што тоа е вака нешто што ми е останато како меморија. Додека беа живи родителите на татко ми, летно време често знаевме да одиме и кај нив, кај баба и кај дедо, и тоа ми се исто ни преубави спомени. Многу и научив од нив, наследив како луѓе, исто така и од родителите од помајчина страна. Така што
прекрасно детство. Навистина имам само убави спомени, преубави спомени. Сите од кои што потекнуваат од други делови на државата или од Скопје или од другите градови, вообичаено децата го поминуваат на улица, вие покрај езеро, кои беа вообичаените игри покрај езеро? Се знаат, се оди на плажа некаде околу 12, сендвич четврт леп со малце салама, малце кашкавал, некој домат, тоа што ќе се најде и се што е поврзано со водата, тоа беше она што го правевме. И после тоа, кога ќе почне школската година, едва чекаш да заврши за следно лето да го правиш истото, но навистина преубави спомени. Како учи Охриѓанец да плива? Се сеќава ли памет или тоа е... Јас не се сеќавам. Обично нели велат дека меморијата е од кај трета година, веројатно сум научил претходно затоа што не можам да сетам, но откако знам за себе, знам да пливам. Основно во Охрид? Да. Основно завршив во Охрид и мислам дека многу позитивно влијаеше на мојот развој. Особено сега нели малце поразлично е деветолетка, тоаш беше 8-годишно образование, јас тргнав малце порано. Роден сум во март и секогаш беше, и брат ми исто е во март, секогаш беше дилема дали да се трне со претходната или со следната генерација. Јас сум 84-та и отидов со генерација 83-та, 84-та. И првите 4 години се години кои што имаат оставено силен печат на мене и нешто што мислам дека многу ме обликуваше како личност. Подосна многу сум Зошто, од кој аспект? благодарен. Начинот на образование и пристапот кој што тогаш постоеше е нешто што секако со поддршката од родителите дома, што ме дефинираше во периодот кој што после тоа доаѓаше. Например, јас тогаш, сега зборуваме за период прва половина на 90-тите, некаде помеѓу 90 и 94 година. Тогаш јас прв пат дојдов во допир со патриотските идеи, прв пат дојдов во допир со прашања поврзани со религијата, прв пат почнав да постам, еве сега сме во период на пост. Значи, некои работи кои што ме дефинира како личност, но и прв пат сватив дека ако сакате да успеете, мора многу да учите, што ме дефинираше и подосна. Сега глупаво за себе зборувам, но бев првенец на генерација во основно и во средно образование, државен првак по математика и сето на што може да го донесе образованието. Знам дека на многуина нема да им се верува, но и многу со спорт се занимавав, така што тоа беа едни работи кои што ме дефинира и кои што еве и сега ме водат. Каков спорт? Прво почнавме со брат ми со теквондо, сега е многу популарно. Не беше популарно додека не освоивме олимписки медал и сакам да честитам. Тоа беше првото сериозно занимавање со спорт, на сериозна боречка вештина. Брат ми беше многу подобар од мене, но јас се трудев да бидам, така што тоа е нешто што го правев во основно и во средно образование и паралелно, тоа не е спорт, но мислам дека многу значи во обликување. Тоа е играорна и одев во играорна група, што исто така мислам дека многу значи да осознаете кој сте, која ви е нацијата, која ви е традицијата, културата. Многу сакам да играм. Едва и чекам свадба да дојде. И така, тоа е нешто што Сте ме значи. патувале со играорна? Да. Сето на што Тоа беше доживување. Да. Нудеше можност да се излезе надвор од границите многу да полесно. се излези, да се дружи, но повторувам и традицијата се сеќам. Апсолутно. Се сеќам првата народна носија кога ја облеков, мајка ми ја направи, навистина ми значеше многу. Каде учевте средно? Средно завршив во Охрид, гимназија. Како стигнавте до председател на Средношколска унија? Охриѓанец да стане председател на Средношколска унија? Мислам дека беше комбинација на неколку работи. Првата е една работна навика која што јас ја имам. Моите родители главно во нивниот професионален живот се занимаваа со трговија. И јас почнав да работам, односно да помагам, работам е тежок збор, во дуќан кај татко ми кога бев 7 оделение. Кога бев прва смена во школа, одев 2 часа после школа, кога бев втора смена во школа, одев 2 часа пред школа, за да остане доволно време и да се учи, нормално и време за одмор. А додека летно време, останував цела смена, по 8 часа. Од
оваа перспектива повеќе мислам дека сметав отколку што помагав, но тоа створи една работна навика да знам да сум на време, да знам дека треба да отидам, дека нешто се очекува од мене и од прва рака гледам како се вади лебот. И затоа и можеби јавноста забележала во политиката многу често знам да зборувам за реалниот сектор, за малиот бизнис и така натака, затоа што сум го гледал со своји очи. За каков бизнис работи? Што работи? Трговија работеа родителите, малопродажба. И тоа беше она на што со што почнав. Значи, како што кажав, од 7 одделение, тоа е од некои 13 години, што мислам дека ретко кој го прави. Веќе во средно се знаеше цело лето, додека беше распустот, една смена во дуќан, после тоа може на плажа, значи или прва или втора смена во дуќан, што значи дека ако одите прва смена, вие мора во 7 да отворите, што значи дека во 6 треба да се разбудите, да се средите и да сте пред сите за да може да го отворите дуќанот. Ако сте втора смена, нема излегување, затоа што работи до 10 или до 11, летна сезона, туристи се ловат и така натака. И тоа во тие повертетски години се добри навики, но и не е лесно да се откажете од поспивање на сабајле или од излегување на вечер. И тоа многу позитивно влијаеше на мене да се оформам како личност. И после дојде Средношколска унија, тоа беше еден резултат на бунтовност. Јас станав председател на Средношколската унија во 2000 година, кога бев трета година средно. Тоа беше учебната година 2000-2001. И тогаш, сега ќе се сетат овие кои што се наша генерација, плюс-минус, беше скоро невозможно човек да се запише на факултет. Зборувам за поатрактивните. И имаше еден систем воведен кој што практично создаваше корупција, а тоа е дека сите оние кои што не може да се запишат во државна квота, државните квоти беа минимални, требаше да плаќаат помеѓу тогашни 1200 до 2400 марки, кои што после стана евра, нели се воведе тие години и еврото, во услови кога тогаш просечна плата во Македонија беше под 100 евра. Значи, сегашни 2400 евра и тогашни 2400 евра беа различни. Ако сега просечна плата во Македонија нето зборуваме е некаде околу 750 евра, тоаш беше 100 евра, така што многу потешко беше да се заработат тие пари со овие пари и многу деца остануваа без високо образование, иако беа голем потенцијал, ќе им фалеше пола поен или поен. Дел заминуваа надвор, онаму каде што можат. И тоа беше потик да се активирам. И ние првите активности кои што ги правевме како Средношколска унија, тоаш беше исто влада на ВМРО ДПМН, беше да, значи тоаш јас бев условно кажано опозиција на тогашната влада, беше да правиме притисок врз Министерството за образование да ги намали. И намалувањето се случи на крајот на мојот мандат, 2002 година, затоа што веќе од есента 2002 година почнував на факултет, се намали на 200 со 400 евра, нешто што е и сега, што беше драстично намалување некаде за 6 пати ако гледаме најефтиното или 12 пати ако гледаме најскапото на медицински, нели беше по 2400 евра, правен беше 2400, економски беше 2400 и се намали на 200 со 400, што беше револуција во тој момент. Така што тоа беше стартот со Средношколска унија. Ама останувате запаметен во јавноста од тој период. Не знам колку средношколците се свесни за моќта која имаат, некако почнуваат да се создаваат тие бунтовнички мисли во периодот на средното училиште, меѓутоа можеби не секогаш се свесни, затоа што гледам дека некако на периоди ни се повторува да имаме активна Средношколска унија, периодот на вашето работење останува впечаток и еве сега повторно имаме таква некоја, пред неколку години имавме така поактивни. Исто име и презиме како мене, само тој има В во презимето, ја немам и навистина вака симпатично изгледаат и моја поддршка. Која е вашата порака до средношколците од искуството кое што сте го поминале? Каква е нивната моќ? Мора да бидат активни од една страна, од друга страна пријателства и контакти кои што се прават во тој период. Јас, на пример, имам пријатели, но и политички соработници денес кои што ги запознав во Средношколска унија. Тоаш ги знаев сите 91 средно школа на памет, точно во кој град кој е, знаев кои ми се представници од секоја школа и ја обиколував цела Македонија, пазите во услови кога само што се појави мобилен телефон,
тогашни 36 денари минута беше да зборувате на мобилен, со такви плати, сега е денар и пол, вака за споредба. Интернет имаше само dial-up, значи го вадиш од телефон, го ставаш во компјутер, и во услови кога нормално не возев, затоа што бев малолетен, така што со автобус ја имам поминувано неколку пати цела Македонија, за да разговарам со сите оние кои што беа представници во Средношколската унија. Збирно место ни беше Јосип Броз гимназијата тука во Скопје, кога требаше да правиме состаноци, тука ги правевме, и Никола Карев исто така. Така што тие се контакти кои што ми се останати до денес и навистина ми се многу драги контакти. Дел од тие луѓе станаа врвни професионалци, имаме врвни доктори, врвни адвокати, врвни банкари од тоа време, и имаме луѓе кои што се во политика, така што не има секаде, комуницираме, се држиме помеѓу себе, на добра структура сме и се почитуваме меѓу себе. Колку во тоа време ве сваќа сериозно како средношколци? Крајниот резултат бил ефективен, но кога се појавивте, каков беше односот на тогашните политичари? Мислам дека првично игнорирање беше. За после се свати сериозно и крајниот резултат овој кој што го кажав, мислам дека јасно дефинираше дека сериозно се свати работата. Сега, знаете, тоа време носи бунтовност. Јас се сеќавам во овие услови, тоа не би го направил никогаш. Не покани на разговор тогашниот председател Борис Рајковски како раководство на Средношколска унија. Ние одбивме, и не само што одбивме, туку јас дадов изјава за медиумите дека кај него на разговор не одиме. Така што, знаете како, годините ја носат зрелоста, но и незрелоста за некои работи. И затоа јас и сега, кога ќе видам однос на студенти на средношколци, не замерувам, се сеќавам како беше јас кога бев. Така што тоа време исто многу ме дефинираше. Јас тогаш, вака, по младата јавност да знае, веб портали немаше, веб порталите излегува некаде 2013-14. Ние сега зборуваме период 2000-2002 година. Ми се, за мене, огромна чест, Дневник, кој што тоаш беше најтиражен дневен весник со 130-40 продадени копии секој ден. Едно е да имате 130-40 клика, друго е да отидете во трафика, да го купите, пари ја платите и да го читате. Дневник ми понуди, еднаш на 2 недели ја пишувам колумна. И тоа за мене беше, како ја ви кажам, едно од вака најубави работи кои што ми се случиле во тој период. Така што да, тој период доста ме обликуваше. Тоа ли ги отвори вратите за политиката? Па некако беше на пола. Тогаш добивме како Средношколска унија една понуда да работиме со Данското министерство за надворешни работи. Има една програма. Тогаш Балканот беше доста фрагилен етнички. Свежи беа спомените од војните во Босна и Херцеговина и Хрватска. 1999 година се случи Косово, 2001 година се случи Македонија. И има една програма за етничка толеранција и помирување, Фреста програма, заедно со Американскиот институт National Endowment for Democracy. И работевме неколку програми заедно со нив. И работевме и со тогашната Агенција за млади и спорт. Сегашниот директор на Македонска телевизија беше тоаш раководител на одсекот млади во Агенција за млади и спорт. Помеѓу другото и со него работевме. Чисто кажувам вака да добијат луѓе во чувство кои се луѓе поминале низ овие структури. И тоа одеше добро. Јас се запишав на факултет. Се сеќам, мајка ми беше многу горда затоа што бев прв на приемниот испит, да. И се запишав на факултет, тогаш ја запознав сегашната председателка, тогашна моја професорка Гордана Силјановска-Давкова. Пред да полагаме приемен испит имаше припремни часови, траја некаде месец дена во амфитеатарот на правен факултет. И се сеќам дека автограм ми побарав, а таа ме видела претходно со Средношколска унија, па така малце на шала рече и јас од тебе и ти од мене треба да побараш, и од тогашниот контактот, и еве сега соработуваме професионално. И се запишав на факултет, и првите 2 години на факултет не се занимавав со јавен живот, се посветив на факултетот. Бев одличен, дипломирав со 9,75 просек, првите 2 години 10,0 ми беа. Тоа малце што го подрасипав, после беше изгледа заради политиката. И дојде 2004 година.
2004 година во Македонија се случуваше нова, така наречена нова територијална поделба, сега на Деборца ќе се вратиме. И се случи оваа територијална поделба која што горе-долу сега екзистира, но беше како последица на војниот конфликт 2001 година и онаа позната изјава на Али Ахмети дека Кичево и таа територијална поделба тој ги смета како воен плен, кој што еве сега се менува со последниве локални избори. И тогаш се создадоа едни лоши чувства, особено во Западна Македонија, од каде што сме ние, на онаа поделба од Втората светска војна по линијата која што оди Подмолје, Групчин, Скопје, Липково, и народот правеше протести. Се правеа протести, блокади кај Подмолје за струга, се правеа кај Кичево и така натака. И јас решив да ги поддржам, одевме со мојот татко, како најнормални граѓани, и тоа ми беше првата активност која што ја направив после 2 години. Затоа што тоаш медиумската сцена беше, како што споменав, далеку по сиромашна од сега, немаше вака инфлукс на вести и ниту во живо не се случува, работите, денови поминуваа за нешто да стигне во јавност. И кога вашите колеги ме видоа, почна да ми бараат изјави. Што ќе кажеш, зашто се приклучуваш, така натака. Имаше десетици теории на заговор, овој ме пуштил, не ме пуштил, но јас ви кажувам реално како беше. И на една од тие блокади кои што се случуваа кај Подмолје, разговарав со тогашниот лидер на опозицијата, после премиер на државата Никола Груевски, се запознавме, разменивме контакти, така почна некоја интеракција. За после тоа, ова е некаде пролета 2004 година, јас веќе си завршував втора година на факултет, 10.0 просек, се спремав за летото, прва смена во дојдам, втора смена на плажа или обратно. За веќе летото 2004 година да почнат во ВМРО-ДПМНЕ да се случуваат големи турбуленции. Иначе, изумив тоа да кажем, и по таткова и по мајчина страна сме од ВМРО-вски фамилии со голема традиција во периодот на едноумие во периодот кога нели само комунистичката партија екзистира, двете фамилии биле условно кажано отпор или опозиција на тој систем, така што немаше дилема јас каде политички припаѓам семејно. И кога се случи тој раскол во ВМРО-ДПМНЕ, тоа поделба и ако сакате и прочистување после тоа дојде на ВМРО-ДПМНЕ во 2004 година, јас тоа решив да се активирам и мислев дека е право време, затоа што мислев дека треба реформа на партијата, која што после тоа ќе донесе реформа и на државата. И така бидна. Летото од 2004 година, се сеќам и на датумот, 14 јули беше, бев избран за председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, бев избран за председател на Унија на млади сили која што не постоеше. Добро, ама кој ве повика во ВМРО-ДПМНЕ? Тоа тргнав да ви кажам. Значи имаше некоја структура која што беше од средношколската унија, која што беше околу мене. Нивна беше идејата, секако се разговараше со тогашниот председател на ВМРО-ДПМНЕ, нормално е дека за таква битна работа се дискутира. Јас сеќам тоа што му кажав, му реков, гледам што правите, имате полна поддршка, можам да помогнам директно, можам да седам на страна и да помагам на страна, можам на факултет и така натака. Сеќавам професор Шкариш, ние секојаш во амфитеатар последен ред седевме, една екипа така на другари кои што бевме во средношколска унија, која ќе влезеше на предавање, велеше здраво револуција. Така што тоа ни беше имиджот, не беше изненадување тоа што бевме политички активни. Протести правевме во тој период, масовни собири, одевме буквално со еден разглас и со едно импровизирано биниче кое што беше вака буквално 5 на 5, за да има нешто да се подкачиш и кажувавме тоа што сметавме дека треба да го кажеме, да. Без озвучувања, без лет екрани, без ништо, буквално без ништо, на тој начин една дуксерка потопла за да не ти е ладно, со капулјача, ако застуди да можеш да ја ставиш, и тоа беше тоа што го правевме. Следен пат фотографии ќе донесам да ги видите. И така тој склоп на околности доведе до тоа во ВМРО-ДПМНЕ се случи тоаш сериозен раскол. Претходниот председател на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Љупчо Ѓорѓиевски сакаше да ја земе партијата назад, имаше во партијата отпор, но тогашната Унија на млади сили целосно застана во негова поддршка.
И практично јас станав претседател на Унија на млади сили, која што скоро и да не постоеше. Само 9 општински комитети, како што ги нарекуваме, останаа со нас, можам и да ви ги набројам сега, кои беа, и тргнавме да градиме организација од нула. Тргнавме со еден стар црвен Ford Focus, кога му работеа кошниците, кога не му работеа. Гумите беа излижани, па татко ми ни купи да ставиме нормални гуми на колата, за не дај Боже да не се случи нешто. Се шалиме, тоа беше донација за реформите во партијата и во државата, и обиколивме цела држава. Ние одевме четворица, толку собираше во фокусот, некојаш и 5 души, ако позади седеа тројца. Ретко кога не дочекува исти број. Некојаш не дочекаа двајца, некојаш еден. Ако не дочекаа 5 души, бевме сретни. И така почнавме да ја градиме Унијата на млади сили. За веќе, после година и половина, втората половина на 2005 година, во тогашна нервезална сала да направиме огромен собир и да прогласиме 20.000 члена на Унијата на млади сили, со што стана убедливо најмоќен политички подмладок, и да направиме една целосна промена во начинот на функционирање на подмладоците. Дотоаш подмладоците беа копија на возрастните. Возрастните носат одело со машна, овие носат одело со машна, иако не ги личи. И ние тогаш бевме комплетно поинако поставени. Јас извадив диџеј на бина, што беше шок тотален за цела политичка сцена, со дечки и девојки кои што на ролери, на рампи правеа екзибиции и спектакли тогаш. Знам дека Тиесто го пуштавме, беше ултра популарен во тоа време. И се сеќавам на насловната страна на тогашен Вечер, вестник кој што за жал исто така сега не постои. Насловната беше наднаслов огромна трансформација во ВМРО ДПМН. Вечер постои, само да ве поправам. Се извинувам, управо сте, да. Но треба повеќе окупуваме. Наднасловот беше огромна трансформација во ВМРО ДПМН. А насловот беше од комицко на техно. Затоа што претходно перцепцијата за партијата беше таа, нели. И кога ја направивме оваа трансформација, дополнителен наплив на членови добивме. Ние на парламентарни избори 2006 година отидовме со 28.000 члена. Чекайте сега, многу отидовте напред, а многу работи пропуштивме. Ова се само 6 години од 2000 до 2006. Добро, ама многу битни работи се случуваат тука. Вака кога разговарав со луѓе од ВМРО ДПМН, велам некоја информација повеќе за Александар Николовски, сите ми рекоа прашајте го за времето на поделбите во ВМРО ДПМН, вие некако многу бргу протрчавте низ тој период. Како од денешна дистанца гледате на тие случувања? Вие не сте практично дел од ВМРО ДПМН кога се случува таа поделба на Љупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски, меѓутоа како млада личност која што е на чекор да влезе во партијата, како ги гледате тие случувања? Точно ќе ви кажам со датуми. Јас се зачленив во ВМРО ДПМН формално, затоа што под 18 години не можеше. Се зачленив на мои 19 години на 23 октомври 2003, паметам затоа што нели 23 октомври е ден на ВМРО, сакав да е символично баш на тој датум. И сега јас си бев член, но немав некоја поголема активност. Расколот се случи пролетта 2004 година во очи на претседателските тогашни избори, кога победи Бранко Црвенковски. Една структура сметаше дека треба да се бойкотираат, друга структура сметаше дека не треба да се бойкотираат. И мислам дека беше правилно што не се бойкотираа, затоа што ние не можеме да градиме систем во државата ако оној кој што е послаб бойкотира. Тоаш никогаш нема да се случат избори. И тоа беше тој период на раскол кој што се случуваше некаде во период април-мај. Имате некаков контакт со Љупчо Ѓоргиевски? Не, јас и тогаш не го познавав. Ќе се видиме некој настан формално јавни личности сме, но во тој период јас не го познавав, но имав јасен став за тоа време кој што го искажав јавно во една колумна која што ја напишав. Поентата на колумната беше дека на ВМРО, затоа што семејно јас ги знаев традициите, не му личат две работи. Не му личи корупција и не му личи антизападна ориентација. Затоа што историското ВМРО убиваше за оние кои што крадеа од касата на ВМРО, исто така секогаш оние кои што беа судени од поранешниот југословенски режим беа судени затоа што бараа обединета Македонија со демократско политичко
уредување, ова што го имаме денес, со прозападна ориентација. А тоа беа години кога тогашниот председател на ВМРО-ДПМН велеше дека Украина и Русија не се најголеми пријатели и имаше огромни корупцијски афери кои што избија во тој период. И затоа јас природно опонирав на тоа што се случуваше и сметав дека е многу битно партијата да се реформира. И од оваа перспектива мислам дека тоа беше здрава реформа која што направи сериозно прочистување во партијата, без која што во 2006 година немаше да победи партијата на парламентарни избори. Прво имаше 2005 локални, каде што направивме добар резултат. Некои велат победивме, некои велат не, но перцепцијски резултатот беше одличен и 2006 година веќе победивме на избори и формиравме влада. Добро, 2006 тоа беше голема победа, но во 2006 година голем дел од тие луѓе кои што и денеска се дел од најголемите позиции во ВМРО-ДПМН не се дел од раководството на партијата или останаа со Љупчо Ѓоргиевски во тој период. Како гледате на тој премин на одредени ликови од еден во друг дел на партијата? Веќе, ако на локални избори резултатот беше 2-1, ние бевме околу 240.000 гласа, веќе се формираше тоаш ВМРО Народна беше 120.000. Веќе на парламентарните избори беше јасно, ние освоивме 45 пратеници, ВМРО Народна освои 6. И јасно беше што ќе се случи. И некаде 2008 година, се прв пат ќе кажам јавно, кој беше мојот став, 2008 година тогашниот председател на ВМРО-ДПМН почна еден процес на обединување и на враќање на дел од тие кадри. И јас бев против. И му го кажав тоа, и многу јасно го кажав, многу директно го кажав, дека бев против. Се сеќам на одговорот, се сеќам дека не се испочитува одговорот. Одговорот беше, ние тоаш имавме влада со ДП на Мендух Тачи и на Арбен Джафери. Одговорот беше, да, ова е лошо, ама многу полошо е влада со Али Ахмети, која што за жал после и се случи во 2008 година. Таа што јас, тие кои што се во партијата знаат дека секогаш сум знаел да си го кажам ставот, сум знаел да го канализирам тоа и сум знаел еден вид да бидам и бунтовен во рамки на партиските структури, што е карактерна особина, но никогаш не сум дозволувал тоа да излезе во јавност. Затоа што сметам дека внатре-партиската дебата и дискусија е многу здрава и многу потребна и треба да се стимулира од водството на партијата, но кога се излегува во јавност мора да има воедначен став, оној кој што ќе се усогласи во рамки на органите на партијата, затоа што вие ако дебатата од партијата ја пренесете во јавноста, тогаш нема поента да партијата постои. И јас најмногу се лутам на она што обратно се случува. Да во рамки на партиски тела не се коментира, не се зборува, во рамки на дискусии помеѓу видни членови во партијата не се отвараат темите, а после се отвараат или позади грб, или во дискусија со ваши колеги новинари, или во јавност. И сметам дека е тоа непринципиелно однесување. Јас сега прв пат кажувам кој бил мојот став во 2008 година, затоа што сметам дека има доволна временска дистанца, 18 години поминали, и дека ова што го кажувам нема да има последица на партиската кохезија. А тогаш ни на крај паметно ми било да излезам во јавност и да речам јас не се согласувам со оваа работа. Меѓутоа има ликови кои што се уште се дел од партијата, а биле тие кои што во првите 2 години од власта на ВМРО-ДПМН држале секој викенд пресконференции дека ќе падне владата на Никола Груевски, личности кои што и во моментов извршуваат висока позиција во ВМРО-ДПМН. Чија победа го гледате тоа? Не. Победа на Груевски да ги врати во ВМРО-ДПМН или нивна победа да стигнат до позиција? Не е неприродно да имате различни ставови. Јас кажав што ми смета, тоа е јавно да се изнесуваат како што се изнесувале. Иначе мислам дека тоаш победи партијата, затоа што партијата влезе во еден циклус на сериозни изборни победи и мислам дека имаше еден добар период некаде до 2000, мислам дека првите грешки во партијата посериозни почнаа 2011 година, 11-12, ама еден период од 2006 до 2011 година, 12, мислам дека беше еден сериозен период на успеси. Многумина велат дека пресвртот во ВМРО-ДПМН се случи
по самитот на НАТО во Букурешт. Од внатре во партијата го доживувате како такво нешто, затоа што првите позиции или реакции на Никола Груевски во јавноста беа после тој самит во Букурешт. Мислам дека беше многу подоцна. 2011-12 не беше воопшто врзан со самитот на НАТО, туку беше врзан со одредени состојби кои што почнаа да личат на ова претходно време кое што го споменав, против кое што се боревме, тоа е дека се појавија првите форми на корупција, првите форми на злоупотреби, првите форми на одлепување од реалноста, првите форми на разговори од типот па ние можеме и без странците, кога велам странците, мислам на прозападна ориентација, така што секогаш кога на ВМРО-ДПМН ќе му се случат овие два феномени, а тоа е корупција и оддалечување од прозападните вредности, во ВМРО-ДПМН има криза. И тоа почна 2011-12 прв да се јавува. Не беше така видливо, но почна да се јавува. Кој беше предводник на тој процес? Па тој кој што 2018 го исклучивме од партијата, Сашо Мјалков. Реагиравте во тоа време на ваквите случаи? Јавноста веројатно се прашува зашто не бев дел од ниедна од тие влади, затоа што знаева си окажам ставот надре, веројатно тоа не беше секогаш добро примено. 2013 година се сеќавам дека јас бев во континуитет член на извршниот комитет од 2004 година. Направив една пауза 2013 година до 2015 година, по 2 години беа мандатите, не бев ни во извршниот комитет, баш како реакција на тоа што знаев да си окажам ставот на трето партија. Каква беше моќта на Сашо Мјалков во тоа време во ВМРО-ДПМН? Па повеќе мислам привидна дека беше од реална, но знаеше да направи околу себе добра реклама, да создаде мит, да го креира митот и таа привидна моќ многу луѓе перцепираа за реална. Добро, но успеваше ли со помош на незаконски, ајде ќе кажам најблаго дејности, да си обезбеди својата позиција и во партијата и во општеството? Во партијата повеќе мислам дека беше перцепцијски, ова што кажувам, а во однос на законски или незаконски активности видовме после тоа што се случуваше. Денеска има некакви контакти со ВМРО-ДПМН? Апсолутно никакви. Не е член на партијата од 2018 година, тогаш што одлука на Централниот комитет се донесе одлука да го исклучиме од партијата. Се морам малку ајде прво затоа што ги споменавте криминалот и корупцијата, да не испадне дека не ве прашувам. Неколку пати во јавноста се отворило прашањето околу тоа има ли Александар Николовски хотел покрај Охридското крајбрежје, како стигнал до него, постои ли такво нешто? Не. Многу едноставен е одговорот. Таква работа нема, да имаш и ти излезе СДСМ со имотни листови и ќе го покаже. Нема. Сега ќе ве вратам во 2006 година на Јас кажав моето семејство со што се занимаваше, додека беше татко ми жив, така што тоа беше семејниот бизнес. Добро. 2006 година на 22 години станувате пратеник во Македонското собрание. Како беше на 22 години да се влезе во една таква важна, исклучително значајна институција во државата и како реагираа останатите? Ќе ви кажам 2-3 анекдоти, се не знам време колку имаме. Имаме. Јас тогаш бев најмлад пратеник во Европа и долго време останав најмлад пратеник во Европа. Во тој парламентарен состав имаше и сериозни сеньори. Едниот е вашиот поранешен собственик, Љубисав Иванов Зинго, за него ќе кажам една анекдота, и Стојан Андов беше исто во тоа време. И една ќе кажам за Лондон. Влегувам јас во Собраниската сала, иначе се познававме од претходно, затоа што имавме соработка и во опозиција, јас бев председател на Унија на млади сили, така што беше природно. И влегувам во Собраниската сала, се поздравуваме, седнавме еден до друг и ми вели да ти кажам нешто. Кажи му на вие секако му се обреќав. Колку години имаш? И велам 22. Вели и мене така мајка ми на 22 години. Тој станал прв пат пратим на 23. Ме донесе овдека, ме остави и ми рече чекај ме да се вратам и да те земам. И вика уште ја чекам да се врати и да ме земе. Имаше сериозна смисла за хумор и вака ми има многу впечаток оставено. 2006 година, декември месец, тоаш председател на
на собрание беше Љубиша Ѓурѓиевски, професорот, мој многу повозрасен од мене, го сметам за пријател. И 2006 година требаше да име за Лондон прва официјална посета на Македонското собрание, било каде, после изборите. И таа фотографија се уште ја чувам дома. И прва посета беше во Лондон и тоа беше прво меѓународно патување. Се формираше делегација на паритетен основ, најголемите пратенички групи, по еден делегираа, ВМРО-ДПМНЕ ме делегираше мене и Љубиша требаше да ја води делегацијата, но еден ден пред патувањето доби пнеумонија. И ми се јави така тешко болен и вели ти ќе водиш делегацијата затоа што си од најголемата пратеничка група. И одиме ние во Лондон, не пречекува лорд Ноквил, тоаш втор медиумски магнат во Велика Британија после Рупрет Мардок. И посетата започнуваше со посета на Алфи театар и го гледавме мюзиклот Евита. И не пречекува човекот на влез и така натака и добил претходно брифинг, прочитал биографија и го чека Љубиша. И јас одам, нели, прв како што е редот, детиште на 22 години, се поздравувам. Се поздравуваат и останатите, човеков чека, Збунет. Друг не доаѓа. И јас ме велам толку е. И ме гледа, вели, а вие сте секретар на делегацијата? Велам, не, јас ја водам, да жал председателот се разболи, така што така се овие неколку анегдоти од тоа време. Беше голем презвик, на 22 години јас сте пратеник, беше презвик, плюс јас не бев пратеник кој што седеше позади и не зборуваше, туку од сам Еден од старт бев најактивните, да, тие што следеле во тоа време политика, знаат дека Александар Николовски беше еден од најактивните пратеници во тој состав, во време Добро. кога ВМРО ДПМНЕ ја доживува најголемата моќ како политичка партија или успева да привлече најголема поддршка. Сакал некој да признае, не сакал некој да признае, во тој момент ВМРО ДПМНЕ беше најмоќната политичка партија, можеби било кога, земајќи гледано низ историјата на политичката сцена во државата. Веројатно и вие го делите Апсолутно. таквото мислење, затоа што беше огромна поддршката од граѓаните кои што ја уживавте во тоа Мислам дека време. Тоа време може да се спореди само сега со овој период. Мислам дека историски во развојот на партијата сега сме на врвот, затоа што сега направивме победи кои што никогаш во историја на партијата ги немало, но ако гледаме во тој контекст тогаш, до 2006 година апсолутно беше најмоќното што се случило на политичката сцена. Кои беа грешките кои што според вас ги направи ВМРО ДПМНЕ? Ќе ве прашам директно. Му требаше ли Скопје 2014 како проект на тогашното раководство на ВМРО ДПМНЕ? Знаете, јас сум голем љубител на историја, нема воведов нема да не е поврзан со историја, поврзан е со нешто друго. Има една од основните лекции и жал ми е што не завршив уште на факултет, што не се запишав на филозофски на одсек историја. Ако се повлечам од политика, веројатно ќе го направам тоа. Една од основните лекции во историската наука е дека треба да се обидува оној кој што е наблюдуваш на историските процеси да ги гледа во контекст на времето во кое што се случиле. Контекстот на тој проект тогаш и после неколку години, не би рекол сега, туку веќе после неколку години беше целосно различен, е целосно различен, затоа што начинот на кој што ни беше прикажан, велам како ни беше прикажан, беше дека тоа е проект кој што треба да ја надмине европската должничка криза, која што се случи, почна да се случува во 2011 година и во која што банкротираше Грција, да ја подсетам јавност. И се отиде на она класична економска кензијанска теорија, дека со масовни јавни работи може да се задвижи економијата. Нели, ако има големи јавни инвестиции, нешто што го правиме сега. Попластично да објасниме, да се обезбеди работа за компаниите да можат да работат за да се спасат работни места. Го објаснав, вие го објаснивте попластично. И така беше објаснет проектот. За после да сите сватиме дека проектот имал други цели и други намери. Оваа цел ја постигна. Македонија беше една од ретките држави што ја преплива кризата без никакви последици по економијата. Но очигледно имал и други цели тој проект, кои што не беа економски. Кој виде бенефит од тие цели? Па мислам никој. Мислам дека тие други цели направија штета на државата. И дел од тие последици денес ги чувствуваме. Затоа што вие едно е да си ги штитите националните интереси и да водите строга национална политика, за што ја прв сум за, друго ја влезете во војна со сите.
војна фигуративна, не мислам физичка војна. Да не ги слушате пораките кои што доаѓаат до вас од меѓународните партнери? Не само пораките, знаете како, не можете сите историски личности од Балканот да ги соберите, во услови кога Балканот е наелектризиран за историја, да им направите споменици во Скопје. Не оди таа работа. Не оди, едноставно не оди. Ја пропуштили шансата ВМРО ДПМН во тоа време со таква моќ и со таква можност да направи сериозен исчекор и ВМРО ДПМН да биде таа која што ќе внесе земјата во НАТО и во Европската унија? Мислам дека тоа беа комплицирани процеси. Грците јасни беа во однос на нивните позиции, од кои што не отстапија до крај. Така што не гледам тука дека можеше нешто посериозно да се направи, но мислам дека можеше посериозно внатрешно да се направи. Вие не е исто во какви услови се развива државата и никој не е вечен на власт, не е исто на кој начин ќе се замените. За жал, промената на власта 2016-2017 година беше во едни крајно трауматични услови. Траумите ги влечеме и денес. Ние сме политичка партија која што се уште има замрзнат имот, чии што членови се уште се по судови, видни членови. Така што таа траума, мислам дека можеше многу полесно да се надмине таа транзиција и да не се случи. Дали Александар Николовски е помеѓу ретките чии што име не се најде на списоците на СЈ? За моја среќа, за жал на многумина кои што за жал се најдоа, да. Да. Внимававте за да не се најде вашето име таму? Се видите, човек може колку сака да внимава и пак нешто да се случи, но секако дека треба и да се внимава. Сметате дека некои неправедно беа вклучени во тие постапки? Многу мина, преку 90%. Да. Многу мина. Само ако сега да можеме и случај по случај да зборуваме, но преку 90% е јасен политички програм. Добро, се случува промената на партиски лидер, Никола Груевски заминува од позицијата председател, доаѓа Христијан Мицковски и некако се добива чувство дека Александар Николовски повторно добива моќ во ВМРО ДПМН. Така или не е така? Од дете на Груевски, кој што го вклучил во ВМРО ДПМН, станува човек на Христијан Мицковски. Јас сметам најблиски соработници и имам исклучително високо мислење за премиерот и председател на ВМРО ДПМН и мислам дека оваа трансформација која што е направи на партијата, донесе партијата да е најсилна било кога во историја на државата и тоа се факти. Овие победи кои што ние ги имаме како политичка партија сме ги немале никогаш и тоа јасно говори дека се работело со план, со концепти, со стратегија кои што ги даваат резултати и сум горд што сум дел од раководството на ВМРО ДПМН кој што ги носи овие победи. Иначе точно е, председателот Мицковски беше избран за председател на ВМРО ДПМН на Валандовскиот конгрес во декември 2017 година. Раководството на партијата и тогаш јас како подпредседател заедно и со Владо Мисајловски бевме избрани во јануари месец 2018 година и од тогаш соработуваме, работиме и се трудиме да е најдобро можно, затоа што сум свесен дека ќе седнат на ова или на некое друго столче други кои што ќе го ценат нашето време, ова е наше време, и се обидувам да оставиме што подобар впечаток. Грешки има и ќе има, но да се што помалци и што по Апсолутно, минимално. некако чувствувам како да го избегнувате моментот со Никола Груевски. Ајде само вака ќе ве прашам ваша оценка за потегот на Никола Груевски и заминувањето од државата. Видете, тоа е една специфична ситуација. Човек секогаш носи одлуки сам за себе и тешко е да носите одлука во име на друг, но тоа е одлука која што направи голема штета на партијата. Го наруши кредибилитетот на партијата, довербата кај народот, тоа нас не чинеше. 2019 година во прв Гордана Силјановска беше 0-0 со Стево Пендаровски, да не се случеше тоа, веројатно ќе беше 5-6 гласа напред, што мислам дека целосно поинаку ќе се движеше политичката траекторија, дури со цела подршка од ДУИ, ако Стево победеше во втор круг, веќе следната година на парламентарни избори ние ќе прегазевме на тие избори. Така што тоа си имаше последица.
врз кредибилитетот на партијата и не случајно ние се дистанциравме после тоа, затоа што не можете да не се дистанцирате од таква работа. Како гледате на соработката со ДУИ во 2006 година, во 2008 година, кога велите дека не се исполнува тоа ветување, дека нема да има коалиција со ДУИ, од аспект на она што подоцна се случува со односите помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН? Па, видете, ДУИ се класично бюрократизираше, затоа што предолго беа на власт, и има еден обид да станат единствен представник на албанците во Македонија, оние тези дека ќе бидат македонски Sinn Féin и така натака, во смисла дека нели доминантно во Северна Ирска Sinn Féin е таа која што ги представува ирците. Така што до таму им отиде фантазијата и драго ми е што после последните парламентарни избори ја пресековме таа фантазија и еве се сега во опозиција. Затворена ли е за секогаш вратата или во политиката никогаш не се вели никогаш за можностите во иднина? Политичките партии се трансформираат, јас не мислам дека ќе исчезне ДУИ, но за ова раководство на ДУИ да. Колку му беше тешко на ВМРО-ДПМН во периодот на опозиција од 2017 до 2024? Зборувавме претходно, бев во опозиција и не цел период 2002-2006, ама еве 2004-2006 и бев во овој цел период 2017-2024 година. Добро, тогаш бев неспоредливи се компарациите. Председател на Унија на млади сили, сега бев подпредседател на партијата, нормално друга перспектива сум ги гледал работите, но и тогаш многу работи гледав. Тогаш беше тешко, сега беше екстремно тешко. Ние бевме политичка партија со замрзнат имот, политичка партија со блокирана сметка, политичка партија за која што Радмила Штиневски и пријателите спремаја мастер план да биде затворена и да биде прогласена од судот како терористичка организација. Ние бевме политичка партија со 3000 членови, од кои што дели пратеници, дели врвни поранешни функционери по судови или по притвори, целосно стигматизирана, изолирана надвор, стигматизирана внатре, така што во тие услови во кои што се нафати Христијан Мицковски да ја води партијата, мислам дека ретко кој би се нафатил и со една јасна стратегија чекор по чекор да успева да ја вади од тоа сивило во кое што беше потоната и да ја направи најсилна политичка партија на македонската политичка сцена. И тоа прилично брзо, ако се земе во предвид, како што велите вие, во какво сивило беше оставена ВМРО-ДПМН, за да се врати на победничките пати. Споруваат дека 20 на години ќе остана на власт. Па многумина веруваат дека ќе биде така, ако се земе периодот кога заминувате во опозиција, во каква позиција во ВМРО-ДПМН? Да, веројатно така беше контекстот, но со една мудра политика тоа се надмина. Сега, многу пати името на Александар Николовски се споменува во контекст на лоши односи со Бугарија. Морам да прашам лично, има ли некаква оправданост таквото сваќање во јавноста дека Александар Николовски нема позитивни гледишта кон Не, напротив, кон Бугарија? Ако гледаме како народ и како држава, ги почитувам, ги ценам. Секогаш кога ќе отидам таму ми е пријатно, не е дека чувствувам некој личен отпор, но точно е дека за актуелната политичка елита во Бугарија имам негативно мислење, затоа што мислам дека ова што го прават како политика целосно ги руши односите помеѓу двете држави со честни исклучоци. И создава еден отпор кај македонскиот народ кој што генерации ќе се потребни, утре да ја смени Бугарија политиката, генерации ќе бидат потребни за да работите да се поправат. А може да бидат работите поинакви, покажавме јас и доскорешниот вице-премиер и министар за транспорт на Бугарија Гроздан Каражов дека може и поинаку. Ние во ноември месец подпишавме договор за железничко поврзување помеѓу двете држави, нешто што генерации претходно само го сонували и го зборувале. Ќе ви кажам една интересна работа на таа тема, пак врзана со историја, затоа што е послободен форматот. Ги препорачувам, која луѓето има слободно време, има неколку книги кои што се наречени полициско досие на Павел Шатев. Не треба да кажам кој е Павел Шатев. Кога паѓа во немилост на тогашната комунистичка власт, е во домашен притвор во Битола и е исследуван од тогашните агенти на ОЗНА, односно на УДБА, и раскажува што се случувало во неговиот политички живот од Гемиџија и атентатор во Солун 1903 година до
тие години кога е исследуван и раскажува за неговата средба со еден легендарен бугарски политичар, противник на ВМРО, Кимон Ѓорѓиев. Тој е премиерот на Бугарија кој што го забранува ВМРО во 1934 година. Се среќаваат со него некаде на почетокот на 1945 година пред Павел Шатев да се дојде во Македонија и да стане прв министер за правда на Македонија. И раскажува што зборуваат и помеѓу другото Кимон Ѓорѓиев како аманет, како поздрав до тогашните власти во Македонија му вели дај да работиме да го пробиеме тунелот кај Ѓуешево и да изградиме железничко поврзување помеѓу Скопје и Софија. Тоаш не се викало тоа коридор 8, после дојде европската номенклатура, но се работи за истата линија. Се можете да замислите колку генерации тоа го сонувале, еве ние успеавме да го потпишеме и веќе влегуваме во реализација. Сега ми наметнавте прашање со враќањето на овие историски случувања и предавства во ВМРО-ДПМН. Колкаво предавство беше тоа што група пратеници на ВМРО-ДПМН дадоа поддршка за промената на уставното име, согласно договорот кој што го направи Зоран Заев, и дали некогаш ќе има место во партијата за овие личности? Беше големо. Ние ги исклучивме одма, се сеќаме на датумот 19 октомври беше 2018 година. Ги исклучивме од партијата, петок беше, како денес се сеќавам. Седевме во кабинетот на председателот на ВМРО-ДПМН и беше наистина една траурна атмосфера. Затоа што мислевме дека тоа е последно нешто за кое што било кој пратник на ВМРО-ДПМН и тја предаде партијата. И мислам дека додека ние сме раководство на партијата нема место за тие луѓе во партијата. Можат ли граѓаните да веруваат дека ВМРО-ДПМН искрено цели кон зачленување на земјата во Европската унија? Да, затоа што фактите тоа го покажуваат. Нема зборувам ништо повеќе, само ќе кажам планот за раст убедливо. Според Европската комисија, ние сме најнапред во реализација на планот за раст. Што значи дека сето она што Европската унија го бара од нас да го направиме во дел на подобрување на животни услови, реформи, владење на правото и така натака го правиме. И за жал останува само овој билатерален спор како што ние мислиме или како што Бугарија вели спор со Европската унија во однос на промената на уставот, кое што е повторно едно непринципиелно наметнување кое што нема никаква врска со евроинтегративниот процес, ако го читате како треба да изгледа евроинтегративниот процес. Се повторно се враќа некако се актуализира она прашање за можен прием на земјата во Европската унија и премиерот официјално потврди дека се разговара за такво нешто, за прием дури во 2027 година, но без право на глас во Европската унија. Во едни такви услови, ако Европската унија гарантира прием без право на глас, дали би биле прифатливи овие уставни измени? Па ние ставо сме окажале за уставните измени. Баравте гаранции. Ако гаранциите се прием со конкретен датум. Нели, една од опциите кои што ние ги кажувавме кога ќе завршат преговорите. Ова е се уште разработка на сценарио кој што е различно од моделот на проширување. Треба да го видиме и треба да видиме што значи, па да изградиме став. Прво, дали воопшто ќе биде понудено, затоа што е една од опциите за мир во Украина. И второ, кога ќе е понудено, што тоа ќе значи, па да се произнесеме, мислам дека е несериозно да било каков став сега заземе пред да имаме предлог на хартија пред нас, но секако нашата цел е членство во Европска унија. Добро. Николовски, со доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН ја добивате позицијата вице-премиер и министер за транспорт. Очекувана или неочекувана за вас позиција? Посакувана, мислам дека многу не очекуваа дека Николовски ќе биде нешто на дворешни работи, евроинтеграции, следејќи ја претходниот тек на вашата кариера или Па не е дека беше неочекувано, јас бев доста активен меѓународно, бев едно време меѓународен секретар на партијата, бев доста време во Советот на Европа од 2009 година. Бев во Совет на Европа до 2024 година. Тоа е долговременски период. Стигнав до подпредседател таму, највисока позиција која што било кој македонски пратеник е имал. Често ја користев говорницата да зборувам за правата на македонците во соседните држави, нешто што сум особено горд и што многу ми значи. Но мислев дека влегувам во најзрелата деценија од животот. Јас за скоро сега ќе полнам 42 години, кога бев избран имав 40 години.
најзрела и најпродуктивна деценија во животот и сакав да оставам нешто видливо позади себе, а повидлива трага од Министерство за транспорт. Паралелно на тоа, јас сум и председател на Комисијата за економски систем и тековна економска политика во владата. Мислам дека нема, затоа што тука се што работите е нешто што е видливо и што остава трага и сакав еве во оваа деценија од животот да оставам трага. Тоа не значи дека во иднина јас не би се вратил на она сирова политика, еве така да кажам, или на висока политика, но решив овој период помалце да се занимавам со политика, повеќе да се занимавам со менаџмент. Видливи проекти. Тоа го правам, да. Од видливите проекти некако најголемо ваше ветување беше реализацијата на автопатот до Охрид. Ако не грешам, до крајот на годината треба да биде завршен тој проект. Да, таму одлично оди. Тоа беше напуштен проект, заборавен проект кој што претходната влада си имаше откажано, со 0 пуштени километри во функција. Ние веќе имаме 37 километри завршени, од кои што 34 се во функција. Следен месец и овие 3 ќе бидат пуштени, така што имаме на 37 и очекувам до крај на година да бидат завршени сите 57 километри, колку што е овој автопат, преостанува 20 и да тој символ за проект кој што е невозможно да се заврши да го разбиеме и после тоа ветив на јавноста дека ќе имам една долга пресконференција, се надевам ќе ме издржите вие и вашите колеги новинари, на кој што ќе објаснам што се случувало и зошто сме дошле во ситуација да толку касни проектот, така касни и така споро се реализира и како ние успеавме да го задвижиме. Сега не сакам да зборувам, затоа што прво е моје чувство, а неподелено е тоа чувство. Нема човек со кој што сум зборувал да не ми го кажал ова што ќе го кажам, дека на луѓето за овој проект им ја преку глава од образложенија и од изговори. И затоа не сакам да зборувам, затоа што не сакам луѓето да имаат чувство дека јас барам образложение и дека јас барам изговори. Напротив, решив да работам заедно со премиерот, заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта, министерката за финансии, која што многу помага во финансискиот дел, мојот тим, мојот кабинет за да го завршиме проектот. Значи ќе биде испочитуван рокот до крајот на годината ќе биде завршен. Видете, секогаш сакам да бидам прецизен, оваа сезона беше на пример многу врнежлива. Неколку месеци крајни во годината секогаш зависат од временските услови, но ако не е декември, ти е март. Тоа зависи од временските услови. Ако имаме сува зима, тоа ќе стигнеме до декември, а ако рано почне влажна зима, не можете да работите, невозможно е. Добро, но не се работи за 14 години. Не, значи зборуваме плюс минус 3 месеци. И сега ајде да го завршиме овој дел од државата, во теки и проектот на Бехтел и Енка за целосно поврзување автопатско решение од Скопје до Охрид. Што се случува на оваа траса, до каде сме и какви се планови? Одлично ви таму, многу сум задоволен. Експроприацијата е скоро решена, 92% е решена до денес. Работиме на дислокација на водови, тоа се припремни работи. И активно се градат трите делници, едната е од Тетово до Гостивар, ние сите мислевме дека имало автопат, ама не беше тоа автопат, беше експресен пат. Втората, најтешката траса е онаа која што оди од Гостивар до Бокојчани, која што ја заобиколува популарната стража и која што многу ќе ускрати патувањето. Таму веќе во саботата излеговме со промоција на клучниот мост, кој што е дел од таа траса, кој што навистина е инженерско чудо за македонски услови, највисок мост кој што е изграден досега во Македонија. И таму, како што кажав, исто така одлично оди работата. Имаме заедно со ЕБРД, Европска банка за обнова и развој, една мала делница од 10,5 километри која што оди од Бокојчани до Кичево и се врзува на Кичево Охрид и до 2029 година, согласно договорот со Бехтел, очекувам да овој потек биде завршен, а многу порано, некаде прва половина на 2028 година, очекувам да биде завршен автопатот Прилеп Битола, што значи не само отварање за цел Пелагонски регион, туку и кратење на патувањето помеѓу Скопје и Атина за 3 часа, од сегашни 8,5 часа на 5,5 часа, затоа што веќе го пуштивме потегот кој што оди од Градско до Дреново и од Дреново до Фариш. Сега се договараме за решение кое што ќе оди од Фариш под Плетвар со тунел до Прилеп. Прилеп Битола се работи, се излегува на граница. Од другата страна веќе грците работат интензивно и патувањето помеѓу Скопје и Атина ќе е 5 часа, што многу ќе значи не само за туризмот, туку и за бизнисот. Значи планот е под Плетвар да има тунел. Да. Така планирам. Тоа е направен проект?
Во моментов се работи. Се работи. Има некоја До проценки? 2029 година треба да го... Значи, делот кој што, да бидам прецизен, оди автопат Прилеп Битола, треба да го завршиме 28 година, а делот кој што ќе недостасува од Прилеп до Фариш, односно до популарните тунели кои што се сега на експресниот пат, каде што завршува експресниот пат до крај на 29 година. Што е за вас подобро? Експресни патишта или автопат? Јас, например, да не би имале ние сега никаква инфраструктура во Македонија, јас би изградил еден автопат и сето останато би биле експресни патишта. Автопат би бил коридорот 10, Табановце Гевгелија, затоа што 10 милиони патници годишно поминуваат по него заради туристичките потенцијали на Грција, но и многу одат кон Турција, и тоа е највиталниот економски коридор во Европа. А додека сето останато, значи поврзувањето Бугарија со Албанија, поврзувањето Скопје, Штип, Струмица, поврзувањето Валандово, Струмица, граница со Бугарија, поврзувањето градско Прилеп, Битола, Охрид, би го работил како експресен пат, затоа што на оваа бројка на население и на овој сообраќај тоа е сосем доволно, а е многу поевтино. Да, со помалку трошоци и без патарини. Сега вие зборувавте за западниот дел поради потеклото од таму. Јас ќе искористам можноста да ве распрашам за источниот дел поради моето потекло од таму. Ќе тргнем со ред. Најавивте во дневникот Носител, најавивте дека се планира поврзување на од автопатот Куманово до Страцин, да има ново решение. Дали тоа ќе биде автопат или експресен? Експресен пат ќе биде. Добро. Во контекст на ова што претходно го кажав. Веќе го пуштивме експресниот пат од Страцин до Крива Паланка, така што сега во соработка со Европската унија треба да го изградиме делот кој што оди од Романовци, односно од Куманово до Страцин. Експресните патишта ќе изгледаат малку поразлично од оние кои што ги пуштивме. Сменивме закон и правилник и тие многу ќе личат на она што сега го нарекуваме автопат Тетово-Гостивар, односно ќе бидат одвоени? Да, 2+2 ленти со ограда на средина. Оградата нема да е бетонска, Нью Джерси популарно ја нарекуваат градежниците, туку ќе биде класична еластична ограда. Таков потек сега е во моментот најголемиот дел од експресниот пат кој што оди од Дреново до Фариш на потегот кон Прилеп. Таму имаме 2+2 ленти со еластична ограда на средина. Значи тоа ќе биде делницата Куманово до Страцин. Да. Во времето на претходната влада на ВМРО ДПМН беше започнат автопатот Скопје-Штип. Да. Исклучително добар проект, решение за Источна Македонија. Се направи и експресниот пат до Кочани. Се планирали продолжување на експресниот пат. Веќе на влада ги поминавме. И тука имаме неколку километри до граница, не? Да, ги поминавме на влада основните документи. Треба да градиме експресен пат, сега бараме финансирање кој што ќе оди Кочани Виница, Виница Делчево граница. Веќе за Кочани Виница можам да кажам дека е поизгледно и дека ако не послужи среќата, следна година ќе опочнеме. Добро, тоа е 8 километри, тоа е многу мала разлика. Да, но Кочани е старт на она што сакаме да го направиме. Да, и тоа ќе биде сериозен проект за заживување на тој дел од Источна Македонија. Следно нешто направивте експресен пат од Штип до Радовиш, меѓутоа Струмица е центар на тој дел од Македонија. Се планирали нешто така? Јас сум и носител во 4-та изборна единица, 2 пати со ред, и тоа е еден клучен проект кој што сакам да го реализираме, а тоа е експресен пат од Радовиш до Струмица, како и уште еден кој што треба да ги поврзи коридорот 10, коридорот Струма, а тоа е Смоквица, Валандово, Валандовски рид, Куклиш, обиколница на Струмица, Новосело, граница со Бугарија и Петрич од другата страна. Што е со делот после Струмица? Сите оние кои што патуваат знаат колку е критично, опасна, небезбедна онаа делница од Струмица до Валандово. Тоа е во што сакаме да го работиме. Да. Значи да ја зголемиме и безбедноста за исто треба да има тунелско решение кој што ќе оди под Валандовско брдо. Николовски, морам да ме прашам затоа што зборуваме за нови проекти, но треба да се грижиме и за постоечките. Исклучително лоша е ситуацијата на делницата од наплатната рампа Миладиновци до Скопје. Од спротивната насока беше реконструиран пред неколку години делот на автопатот. Има ли некакви планови за санација Тоа се нарекува триангла Скопје, затоа што има буквално триаголник од едната страна оди од кај аеродромот,
према обиколница, другата е оваа линија и има една спојка, а таа исто така е дел од планот за раст во Европската унија и очекувам паралелно заедно со Романовце, Куманово, Страцин да почне и оваа делница да се работи. Што е со модернизацијата на наплатните рампи? Оваа Миладиновци е исклучително тесно грло. Не знам дали сте се сочиле за викенд таму со часови. Денови работиме, дури не знам точно кога, затоа што нели ова го снимаме, свесни се граѓаните, не знам дали кога ова ќе оди веќе ќе и објавена веста дека е решен проблемот. Инаку направивме една голема акција за подигнување на бројот на тагови со цел да не се застанува на наплатните рампи. Ги вклучуваме сите оние кои што имаат поголема мрежа на продавници, дали се бензински пумпи, дали се телекоми, телеком оператори или други кои што можат да помогнат. И целта е следна година 66% од наплатата да е преку ТАК. Таа наплатна станица доби исклучителен наплив на патници откако се отвори автопатот Скопје-Штип, затоа што голем дел од патниците кои што одеа преку Велес сега се насочени на оваа наплатна рампа. Буквално цела Источна Македонија сега оди на таа наплатна рампа. Кога ќе се доврши овој проект кој што го зборуваме за Куманово, Страцин, уште повеќе ќе има. Така е. Сега морам да, затоа што е понеформален разговорот, морам да ве прашам во однос на хигиената покрај патиштата. Свесни сме сите што се случува, без разлика дали ќе тргнеме кон Охрид, дали ќе тргнеме кон Источна Македонија, една лоша слика забележуваме покрај патиштата. Има ли начин да се среди тој? Не сум задоволен, ќе ви кажам директно. Има што можеме да направиме, има што не можеме да направиме. Во однос на што можеме да направиме, ангажираме во тека процес на ангажирање на професионални фирми кои што треба да се грижат за хигиената. Она што не можеме да го направиме е да ја промениме свеста и културата и се надевам дека тоа проектот Безбедна држава ќе го направи, затоа што покрај камери за популарниот Safe City во Скопје има и на коридорите 8 и 10 и се надевам дека барем луѓето знаејќи дека има камери бар на овие две големи делници, односно на овие два големи коридори, ќе стекнат навика да кога ќе испејат Кока-колата не ја фрлаат низ прозор, затоа што тие пластични шишиња кои што ние ги гледаме на автопат некој ги фрлил низ прозор, не доаѓаат самите тука и исто така се надевам дека кога ќе ги изедат бананите во кола и чоколадите, нема ги стават во кесе да ги врзат и да ги фрлат исто така низ прозор. Ќе може ли тие камери да казнуваат такво нешто? Апсолутно. Гледаме дека само преку санкции некако се менува свеста, за жал. За жал така. Николовски, морам да ве прашам и за она што е дел од вашата работа, а тоа се конекциите на македонските аеродроми со остатокот од Европа и светот. Направивте неколку нови конекции и тоа е исклучително поволни за македонските граѓани. Какви се плановите во оваа насока? Продолжуваме работиме, до сега за овие година и 9 месеци влада, од кои што активно работиме на нови линии не повеќе од година и половина, отворивме 23 нови дестинации, што за пазар од 1.800.000, ние мора сме свесни колкав пазар сме, за пазар од 1.800.000 жители е огромно достигнување. Ќе продолжиме работиме во таа насока, веќе поминавме протокол за договор со Саудиска Арабија. Очекувам да го испреговараме следни месец дена и да го потпишеме и да има директен лет од Саудиска Арабија до Скопје, од еден од тамошните аеродроми. Почнуваме следна нела целосна реконструкција на Охридскиот аеродром. Прва реконструкција од тој тип од неговото градење. Иначе до скоро беше незапишан, нелегален народски кажано. Го имавме пред нас, но на хартија го немаше, успеавме да го легализираме, да го запишеме аеродромот, што е срамота генерално за државата да еден од двата аеродроми воопшто го немаше на хартија. Тоа беше тежок процес, затоа што треба да впишете цела аеродром и цела инфраструктура, но се заврши таа работа, така што одиме се на реконструкција на Охридскиот аеродром, што ќе донесе многу повеќе летови и повеќе патници таму и очекувам туристичкиот дел да се насочи таму, а бизнис делот да доаѓа во Скопје. Добро, ако се направи тоа автопатско поврзување, веројатно ќе биде многу полесно и за патниците да патуваат и да комуницираат помеѓу Охрид и Скопје. Што се случува со транспортерите? Таму тешка битка водиме. За жал мораше да се случат блокади на границите за да Европска комисија сфати дека треба да разговараме. Ние година дена молевме буквално, 4 пати на седница на влада сме го задолжувале Министерството за надворешни работи и надворешна трговија да разговара. Јас лани во декември во Брисел
лично со комесарот за транспорт Апостолис Костас, со директорките на двата директорати за транспорт и за мобилност. Па буквално се карав да бидам вака подиректен и послободен, но некако не разбира за што зборуваме. Кога случи блокадата разбра и сега вие ако гледате временски, од блокадата до денес има некои 3 недели и во овие 3 недели повеќе работа се заврши отколку во година дена претходно кога молевме да не сватат дека ќе има проблем. Така што проблемот ќе биде надминат затоа што има јасна волја од Европската комисија да тоа се направи и ја презентира новата визна стратегија која што ги дава контурите на решението и првото барање на транспортерите, зборувам за македонските транспортери, а тоа е да се почне диалог со Европската комисија, веќе се реализира, ево тек, следни разговори се веќе следна недела и очекувам да најдеме решение. Се многу важни проекти се секако и здравствените институции и болници. Знаеме дека имаме заглавени проекти во неколку градови, во Штип и во Кичево. Најавите беа дека тоа ќе се реши со заемот од Британија. Што се случува? До Таа каде работа се тргна после локални избори. За жал имавме застој. Прво затоа што ја почна Арбен Таравари, па нели реши да стане голем националист, па ја напушти владата, па заврши како што заврши на локални избори, се избра нов министер, но фатија локалните избори, нели заради антикорупцијските закони не можат поголеми финансиски операции да се прават во тек на избори. После локалните избори ја фативме таа работа, веќе сме во напредна фаза на избор на најдобра индикативна понуда за финансирање, после која што ќе оди избор на изведувач и процесот можам да речам дека оди добро. Кога би требало да се случат таму некакви градежни активности? Попрецизен рок ќе даде министерот за здравство, но оваа година мислам дека е реално. Значи да очекуваме нешто да се случува на овој план. Сите најави се дека нема да има предвремени избори. Како очекувате да се заокружи овој 4 годишен мандат? Нема да има. Мислам дека е здраво за државата да има еден циклус од 4 години, да тоа што го ветивме се обидеме во најголем дел да го реализираме и 28 година да ценат граѓаните дали заслужуваме уште 4 години или не. Сега ќе се вратам на почетокот. Рековте сопруга и син, кој што има 2-3 години. Колку имате време за семејството? Па веројатно, пак ќе кажам, обично не зборувам за приватен живот, но еве ќе позборуваме малце, веројатно не онолку колку што тие би сакале. Знаете да помагате дома околу домашните врски? Тоа ми е љубов, од дете го правам, но е поврзано со тоа колку сум дома. А кога сум дома, да, сакам да помогнам. Од спалната да ја наместам до да пуштам машина за садови или машина за перење, до сушара и така натака, да го пресовлечам малиот, да го искапам, избањам, така што сакам да ја правам тие работи, ама времето е толку колку што е. Како се релаксира Александар Николовски? Многу сакам да читам историски книги, многу тоа ми е огромна пасија. Сум влегувал и сум барал пристап во архиви, веројатно каде што и малкумина професионални историчари влегувале. Тоа е една голема пасија и љубов. Втората е спортот. Многу сакам спорт, многу следам спорт. Тоа е нешто што ми е пасија од дете, татко ми го внесе, така што тоа се двете работи што навистина ме опуштаат и секако секогаш кога можам да отидам во Охрид. Со каква утакмица се релаксирате или за кого сакате да навивате? Зависи каде. С фудбал? Фудбал зависи од првенството. Се обидувам по големите првенства да ги следам и секогаш навивам за помали клубови. Еве, например, најпопуларната лига во моментов секогаш фаворит ми бил Атлетико Мадрид, кој што не е дел од оваа голема двојка. Ако вака споредиме од овие атрактивни спортови фудбалот, има ли нешто друго што следите? Следам кошарка, следам ракомет. Во однос на ракометот се обидувам колку што можам да дадам подршка и на македонскиот ракомет. Сметам дека е најсилниот спорт кој што во моментов го имаме. Следам пливање, обожавам скијање, сега е Олимпијадата, така што тоа е празник за сите кои што следат спорт. Имате време да се опуштите со пријателите и блиските во ресторан, во дискотека? Порано многу излегував, многу, и ми беше еден начин на стрес релиз. Сега заради работните активности оддамна не сум излегувал на баш да излезам. Иначе знам со супругата да излезам по кафич, во клуб и така натака, но некако што беше порано. Преферирате некаков вид на музика? Да, зборувавме и преска, електронска музика е нешто што со Тиесто.
Да. Добро, ама ти есто донел успех во младината на ВМРО-ДПМН. Ако синот некогаш одлучи да влезе во политиката, каков би бил советот од Александар Николовски? Би го поддржал тој ти се го одреди патот секако. Мајка му мислам дека нема да се сложи, но мислам дека на Македонија и фали политичка традиција. Тоа е една од работите што и недостига. Јас не се слагам со една теза, иако сум релативно млад, која што ја има во дел од општеството дека цело време нови и млади луѓе се потребни во политика. Мислам дека е погрешна, затоа што кога фали искуство во политика, тоа што се прават грешки. И мислам дека Македонија изгуби многу силни, добри кадри заради ова чувство кое што се создава во општеството, кое што води инерција од 90-тите години, кога се правеше транзиција од претходната држава и кога нели старите комунисти требаше да одат, па не можеа нови стари да дојдат, мораше млади да дојдат, со исклучок на Киро Глигоров. Така што мислам дека на Македонија и фали традиција. Веќе во ВМРО-ДПМН има и втора и трета генерација. Има деца на луѓе кои што се или биле мои соработници, има и внуци и мислам дека тоа е добро. Тоа е здраво за општеството и здраво е да се создаваат политички семејства. Тоа не значи дека така ќе е во нашиот случај, но генерално мислам дека е здраво да тоа се случува, затоа што некои работи си бараат и предзнаење, бараат и искуство и бараат доволно информации за да се донесат правилни одлуки. Велите дека многу сакате да учите. Од кого најмногу научивте за политика? Па не можам да издвојам личност, мислам дека е целиот овој пат на искуство. Кои ви се најблиски пријатели или соработници во ВМРО-ДПМН? Најблиските пријатели не ми се во политика, склопена случајности, не е дека така сум бирал. Иначе во моментов во партијата, овие кои што сме раководство на партијата, сме луѓето кои што сме најблиски, со претседател на партијата сме во дневна комуникација, тука се уште неколку луѓе кои што гравитираат, така што на дневна основа соработуваме, се гледаме и работиме и се надевам ќе има резултати. Какви се плановите во политиката на Александар Николовски? Голема желба имам да ги завршам овие проекти кои што ги зборувавме. Сакам да е тоа една трага, еден печат за ова што го правам. И после тоа мислам дека ќе носам голема одлука. Некако овие проекти се завршуваат помеѓу 2029 и 2032 година. А тоа е што би бил следниот чекор, дали ќе останам во политика и ќе правам нешто друго или нема да бидам во политика, но за тоа ќе размислувам кога ќе завршам проектите. Огромна желба ми е да ги завршам проектите и да оставам нешто позади себе. Сега Мицковски го води последниот мандат како претседател на ВМРО-ДПМН. Многу пати во јавноста името на Александар Николовски се слуша како можен наследник на позицијата претседател на партијата. Имате такви амбиции или би прифатиле ли таква позиција? Јас сум задоволен со ова што сум сега. Мислам дека е несериозно да ние од сега зборуваме што би се случило после 4 години. Убеден сум дека во 2028 година ќе победиме повторно и мислам дека јасно е дека премиерот ќе добие уште една можност за премиер. Се надам дека и 32 година ќе победиме, така што ова се повеќе муабети кои што доаѓаат од одредени кујни, кои што на прва народот би рекол тоа им го прави СДСМ, но многу често ние зборувавме за оној период на реформи во ВМРО-ДПМН 2004-2006, ама малце позборувавме за периодот 2017-18-2024 година. Имавме и тогаш внатрешни предизвици и овие шпекулации или подметнувања, можеби е подобар збор, доаѓаат токму од луѓе кои што беа незадоволни од сопствениот статус во ВМРО-ДПМН и мислеа дека на тој начин ќе внесат раздор во раководството на ВМРО-ДПМН. Обратното се случи. Ние сме поединствени од било кога и имаме одлична, перфектна соработка. Јас немам никаква забелешка на оваа соработка која што ја имаме и сум многу задоволен од ова што го правиме во моментов. Велите дека ќе одлучите по реализација на проектите за тоа дали останувате или се повлекувате од политиката, но сте размислувале ли некогаш која би била крајната цел во политиката, претседател на државата? Што би посакале да биде Александар Николовски? Видете, нема човек кој што занимава со политика кој што не би сакал да го достигне врвот. Сега да ме прашавте
пред 15 години би ви дал друг одговор. Денеска врвот го во политиката го гледам како она што оставате позади себе. Има бројни политичари кои што биле на најразлични високи позиции на кои што името не им го знаеме, и има други политичари кои што и биле и не биле на врвни позиции, но оставиле многу позади себе. Сакам да сум од овие вториве. Да има резултати. Да. Александар, на самиот крај сме. Нешто што не прашав, а сакате да го кажете? Може уште на емисија да останеме, мислам дека генерално беше добро. Драго ми е вака што отворивме одредени работи кои што или не се познати во јавност или одамна не сме ги зборувале. Добро е луѓето да ги знаат, секако има секој свој став и свој суд за тоа кои сме ние, какви сме ние и како работиме. Ние работиме јавна работа и секогаш кога работите јавна работа, природно е да луѓето имаат свој став и свој суд за работите кои што ги правиме. Александар, благодарам многу за гостувањето и за тоа што прифативте да споделиме некои работи за македонското. Благодарам, беше задоволство и сега да видиме на Лила која беше емисијата, па следно за колку години, за толку време. Да. Благодарам многу. Благодарам и јас, почитувани, и благодарам што бевте со нас.